А сега, драги гледачи, следува човекот за кој може да има два вида најави. Зависи кој ја кажува. Ајде, јас ќе ги пробам и двете. Дами и господа, следува една спектакуларна, фантастична, неповторлива будала или со други зборови кажано следува новинарот кој со својата грациозност, благородност и витештво ги освои срцата на македонската јавност. Примере, кај ти е новиот Мерцедес? This is a dictatorship government, Mr. Pamo. You should know that. They are using your name to show that this is a democracy. This is not democracy, Mr. Pamo. Шо ке научиш ти? Ама ти си јадна личност, бе, Јанко. Ти си јадна личност. Од тебе треба да учат младите. Што ке научат од тебе младите? Јас го воспитувам детето на чест. Во ред, во ред. Извини. Со нас во студиото е Саша Ивановски, политико. Саша? Многу ти во студиото, Ивона, односно пештерата. Благодарам. Не те канат често да им гостуваш по емисии, така? Не грешам. Никој не ќе да си игра со жив оган. Го скршивме мразот на Телма, може ќе ме викнати во топ тема. Видиме. Ти посакувам. Се сметаш ли за Дон Кихот на македонскиот новинарски простор? Дали се чувствуваш осамен во борбата против ветерниците од типот на Пешевски? Не, баш би сакал стварно и другите новинари да се впуштат во ова што го правам, бидејќи нашите министри и премиерот заслужија ваков третман, според мене. Но сепак, откако Пешевски те удри, престана да го правиш тоа што во суштина најмногу те прослави. Не, се обидуваме сега да најдеме нови жртви. Се обидувам да го најдам Сашо Мијалков, ама тој ми бега по аеродроми, а пус носи и пиштол, така да малце сега сум ризично. Саша, пазив. Настапот во собранието ти беше хит на социјалните мрежи. Зошто таквиот начин на изразување не го практикуваш на твојот сајт, туку се служиш исклучиво со пцовки? Не се служам исклучиво со пцовки, мора да те поправам. Има и убави колумни, ама тие не се читани. Зошто? Па мислам дека луѓето имаат доволно воздржани политички коректни новинари. Има потреба кај луѓето, кај публиката малци оваа багра да се отера малце на клоци, што се вели со вокабулар. Добро, јас сум прочитала повеќето твои наслови сум ги прочитала и тоа отприлика би звучело овака: Саше пип, дали ти пип, мислиш дека пип? Отприлика така би звучело мое прашање до тебе кога сега би ти го поставила. Дали, например, сега може да се повикаме на некој наслов, на некоја твоја колумна, дали можеш да го кажеш со условно кажано регуларен новинарски речник? Без да треба да. Да? Можеш? Ајде. Ама ти е посладко со пип. Тие колумни кои што ти ги цитираш се некој начин помагало да го истурам бесот за да не полудам, бидејќи гледајќи што ни се случува, наистина е шокантно како гледаш некој режим, како го краде народот, во исто време го лаже народот, во исто време води црна кампања против сите критички медиуми, некој ги затвара во затвор, некој ги остава без работа. Си имаме работа со еден многу злобен режим и сите реакции што ги пишувам, што ги правам се од срце и ми доаѓаат од прва и се искрена реакција на едно зло кое го гледаш дека ти се случува. Добро, меѓутоа, дали сметаш дека средството треба да биде еднакво како кај тие кои го одржуваат во живот режимот? Значи, каде е етичноста, етиката кај... Еве, ќе кажеме една споредба. Индијанците во Америка се истребени, бидејќи они пукале со стрели, а овие пукале со нив со пушки и пиштоли. Значи, ние овој режим нема да го смениме ако го тинтраме, ако го мазиме. Ние мора да потребиме се што ни располагање, бидејќи политичката коректност е во наша штета. Во своето CV имаш и кандидатура за пратеник и сега да видиме дали си новинар или си пратеник. Па има новинари во историјата што станале политичари. Самиот претседател Иванов бил новинар во МТВ. Не знам дали знаете. Добро, лош пример. Но има и други... Има примери во историјата каде што политичари станувале од новинари и обратно. Не мислам дека тука е голема границата меѓу. Едноставно се работи за општествена активност, е така гледам. Вака се, ова не ми е договорено со режија, меѓутоа јас би сакала, ако може, сега ќе избереме еден од овие кои
ти го качуваат притисокот и ти го будат зверот во тебе, да избереме еден лик и вака во живо, мене за Кейв на Ивона, да чујаме еден наслов. Еден наслов? Да. Еден наслов. Еден наслов? Да. Па да речеме која гледав дебатата од на МТВ, и овие изјави што ги пуштите вие на почетокот на контравести, би кажал к***ну паразитски до кога ќе му го на Груевски. Ти благодарам за гостување.